Pak si zamislim nešto. Kaži što maka imaš. Ne mi se tovari, ženo. Nema maka. Na drug to, da mu go kažeš. Na drug što ne te znaje. A ne mene što život od so tebe go pominav i te znam. Imaš nekoja maka, golema maka. Ja kaži mi čoveku, kaži mi da može i jaske možem da ti pomognem. Abe, ne mi se tovari toliko koga ti velam. Nema maka. Imaš maka. Nema maka. Imaš. Včera dvajica vrati. Dvajica bolni vrati, ne im dade trefki. Imaš maka. A bre, ženo, ako sum ekim, jaz ne sum čudotvorec. Ne sakam da dadam treba, ako ne znam koja bolest ja leči. Ja sakam da dadam samo od onije trevi, da znam koja bolest ja izleči. Kaj se videlo da ima takvi trevari čoveku, ej? Ti treba da im dadeš treva. Pa ako fati lekot, neka fati. Ako ne fati, pa ti si trevar, ne si voskresnuvač, ej? Ne. Ne sakam da zgrešam. Ne. Ja sakam da znam točno koja treba da dam. Ете, zato го молам со денови, со ноќи го молам горниот да ми каже, да ми даде некој знак, која треба за која болест е. Така? Така, со лесна душа после ќе ги давам тревите, зашто ќе знам која болест може да ја излечи, а не да отрујам, не дај Боже, некој човек. Ej, da čuva Gospod i da brani. Ti so sijot se nosiš so takva misla, zato a nešto go moliš Boga? Ke vidiš дека ќе ме чуе и ќе ме разбере. И може некој знак ќе ми даде. Како да ги лечам луѓето. Оти со добра мисла тоа го правам. А и знаеш, оти сакам да бидам најдобар еким во царштинава. До царот да стасам. Ќе дојде жената, што доаѓаше вчера и што рече дека има голема мака. Да се симнеш долу, да и дадеш треви, а тие молитвите што го молиш Бога да ги оставиш за утре. Ако не знам која треба да ја дадам. Еве го пак. Ама што ти е тебе, човеко? Што ти ако не знаеш која да... Сите те знаат. Сите знаат каков тревар си. Немој да се плашиш. Па баш и ако не знаеш која да ја дадеш, дај и некоја. Ако не и дадеш лек, ќе и дадеш надеж. А и тоа понекогаш може да излечи. Да даде горниот. Да даде горниот. Да може така, да дувне едно ветре, да ги затресе тревите, да осетам тие да ми прошепотат која од која болест да лечи. Разбираш? Што? Да дувне ветер, а? Па. Чекај. А ако не дувне ветер? Ако не дувне ветер, да ги занишам така со раката
И тие Што? Да ти замирисаат? да ми прошепотат. Да ми прошепотат која за која болест е. Тревите. Тревите. Да ти прошепотат. Да? Арно. Така нека биде. Само утре. Утре, сега не. Сега симни се долу. Жената те чека. Дај било која тревичка, а утре нека ти шепота тревите. Шом толку знаеш, оди ти да ја даеш трева долу. А мислам дека е вчера. Ja. И. Кој си ти? Кој си ти, човече? Што бараш од мене? Ништо не барам од тебе, човече. Туку дојдов и јас нешто да ти дадам. Еве, долго време како ме молиш, тревките да кажуваат која болест ја лечат. И јас ке ти кажам. Ке се качиш на врвот од вашата планина. Тамо ке пронајдеш една тревка. Ја знам таа тревка. Ама не лечи од ништо. Точно е тоа. Таа навистина не лечи ништо. Но таа знае да ти каже која тревка од која болест лечи. Затоа ќе земеш од тревката, ќе ја замесиш во леп, ќе го изедеш лебот и ќе почнеш да ги разбираш тревките. Ќе ја допреш со раката и потоа самата таа ќе ти каже дали може да ја лечи таа болест или не. Значи на сите овие молитви ме слушна горниот. Сполај ти, Боже, сполај ти. Сполај ти за ова што ми го каже. Што ме гледаш? Пак ли? Пак ли? Шо пак, ма? За лебот, а? Па тоа сакам да те питам. Кога рече фурнаджијата ќе биде лебот готов? Ме пукна со тој фурнаджија, ме пукна со тој леб. Што ти е тебе, гајле, кога ќе биде лебот готов? Како мене шо ми е гајле? Ми е гајле. Гајле ми е за лебот, ми е многу гале, јас ми го нарачам. Од кога тебе ти е гајле за леб и за фурнаджија? Кажи ми, тоа си е моја работа. Твоја работа е... Сега ќе ти кажам. Твоја работа е да одиш кај болните долу кај болните. А лебот кога ќе биде готов, јас ќе го донесам и ќе ти кажам. Сега кај болните да одиш, а ти идж да не му ја мислиш и да не ти е гајле, ме разбра? Значи, сега да не му ја мислам, ич да не ме е гајле. Идж да не му ја мислиш и идж да не ти е гајле. Калфа! Дојди малку на чист воздух, хајде. Видиш што убаво време. Абе, газда бе, лепчево. Што Пеља не снајде? Оти? Како вака никогаш не бил, и тоа е баш лебот на екимот. А тој па како што е криво насаден, ќе ни ја расплаче мајката. Не се сакал десувај бе, газда. Шо ако е на екимот? Не е бележано, не е со печат? Ќе му дадеме некое друго што личи на неговото лепче и ни лук јал, ни лук мирисал. Знаеш дека си умен? Од тебе ќе биде мајстор. Да. Слушај, овој ќе го продадеме на некој сиромав. Така. За поевтини пари. Така,
ти е подгорено. Подгорено? Така ќе му да. Така ќе стора, мајсторе. Иш да не береш гајле. Оди ти сега, разгори ја втората фурна, а јас ќе продавам. Разбираш ли? После ти ќе продаваш, а јас ќе дојдам да разместувам. Хајде. Од тебе ќе биде мајстор. Па ти се знаеш, не треба ништо да ти кажувам. И од тебе учам бе, мајсторе. Сега уште да дојде некој да му го тапусам ова лепчето, ќе свршиме работата. Фурнаджија! Излези малку. Охо, добар ден, повели. Момче. Шо? Не знаеш дека си момче. Ова, Калфа. калфа. Лебар ще сме. Лепче за продавање? И како сум немал бе, како сум не по фурна не е ковачница да ја... Абе добро, фурна, ама знаеш, си мисля да не печите за други, така, каде не носите по Ние куќата. и едното и другото го преме. Аха. Печеме и за други, а и печеме тука за продавање. Што туку сега извадивме топол стазе леп, како душа, знаеш како мириса. Затоа дојдов да си купам, затоа што цел сокак мириса на лепче, да ми се пријаде. Дај ми така едно, помало, како за мене. Како за тебе? Да. Имам едно токму како за тебе. Чекај тука. Еве го, ова ќе ти го дадам, поевтино ќе... Малку е подгорено, ама за тебе тамамо е. Шо? Абе, што е поевтино убаво, ама многу е подгоре. Многу, а? Абе, да не е толку подгорено, едно такво да ми даеш. Не подгорено, ама малечко. Добра, Арно, твои пари се ти така, си одбира са. Ако не ти чини, ќе ти дадам се. Почекај тука. Ајде тука. Еве, ова е така, тамам е, на меко душа. Што е убаво, леле. Ке си се накркам, значи, што софра ќе у... Мајсте така, со здраве да си го... Шо? Јајца? Јадеш лепчето, лепчето, ајде. Ај, со здраве. Ајде со здраве. Шом тој не ćеше да го купи лепчето од Екимот, што ќе беше ако му го дадевме на Екимот. Леле, а каков е лут, ќе ни испокршаш очотек и мене и газдата. Не иди уште еден муштерија. Тој по сиромов ми стои од првиот. Може, ќе успеам нему да му го тапусам изгореното лепче. Фурначи! Момчи! Ајде излези малку. Тука сме. Добар се. Добар ден. Топло е лепчето. Не бе, некој топло како душа е. Да едно. Јачичко едно. Имам едно за тебе. Поевтино ќе ти го дадам. Почекај малку тука, сега ќе го видиш. Зашто бе поевтино да ми го... Како за тебе. Малку е... Не се плаши. Малку е подгорено. Затоа ти го давам. Не, треба да го платиш право. Не, ја да го папам, сакам, не да... Знам, ама види, јас морам прво да го... Со забите не сумарен бе. Малку е препечено. Да ми донесеш некој по-мекичко по душите. Така, ова... Ај види чепни таму. Ајде. Ова не, а? Еве ова бе. Еве ова, видува? Еве, ова е меко како душ. Ти си даваш пари, ти си бираш. Доста зборење ќе ми се олади лепчето, што ќе јадам? Ајде така, со здраве да си го ручаш, лепчето. Фала ти. Ајде, со здраве. Се гледа дека јас тебе ќе те јадам денеска. Никој не сака да те купи. А да не му го јадам лебот на мајсторот што е за продавање, тебе ќе те кркнам. Препечено, ќе те кркнам. Така ти било пишано. Ајде.
Не помагаат ни парите. Ни силата, ни заповедувањето на сите војски и сиот народ. На болеста не можеш да и заповедаш да си замине. Мр, царице, какво заповедање, мр? Знаеш што? Ми се иди да ја молем, на колена да ја молам. Нека отиде во пуста гора, само да ми го остави детето рад, еднаш да ми се крене на нозе детево, да го видам како пее, како се смее. Сите лекувачи и сите тревари и бајачки ги доведовме да ја лекуваат. Ама лек не најдовме. Не, што ако ги доведовме? Ама ние сме толку лоши за да не снајде ова. И така си, жено, така е, царице. Се изредија сите поред тука, и екими, и илјачари, и бајачки, и бајачи, и гледачки, и ништо. Сега нема кому да му верувам. Ете, тоа е работата се. Шо е, бе, вие двајцата? Што ме гледате така како да сакате нешто да ми кажете? Сакаме. Тогаш кажете. Ако е што годе, немојте да зборувате зашто гледате на какво дереđe сме. Не што годе, честити царе. Замаката е. Зборувајте, де? Денеска ние, честити царе, по ваша заповед бевме в Чаршија. И таму чувме за еден тревар што ги лечел сите болести и Знаете ли колку такви поминале овде? Знаеме, пресветла царица, знаеме. Само велат дека овој го разбирал јазикот на тревките и тие сами му кажувале дали и која тревка може да излечи некоја болест. Ве гледам и ве слушам, ама знам дека ова што го кажувате, ни лудиот не може да го поверува. Ама ете, маката ќе ме натера и на тоа, да почнам и на ова да верувам. Затоа, ајде, да најдете некој, да го пронајде човекот и да го доведе тука. Ние го пронајдовме, честити царе, веќе е тука. Со сите тревки дојдене и чека. Доведете го. На ништо веќе не се радувам. А во чуда не верувам. Го знаел јазикот на тревите. Сум слушнала дека го знаат јазикот на птиците, на змиите, ама на тревите уште не сум слушнала. И па, како може да го знае јазикот на нешто што нема јазик? Хајде да видиме. Ти ли си, бре, тоа што зборувало со тревките, а? Не, јас не им зборувам, тие сами ми кажуваат. И така ќе поминам покрај тревките и тие сами ми кажуваат, ела да ти кажеме кој сме, за што сме. И така јас, ако некој е болен, и ќе поминам кај тревки, така ќе со раката наднев, така ќе поминам и ќе прашам за таа болест која, и самата тревка ќе се занеша, четирите царе, и ќе каже за која болест е тревката. А ние пак ти веруваме. Мислиш дека ти веруваме? Не, знам јас дека не е за верување. Ама ете, од овие тревки јас многу се збогатив. Чекај, бе, а куќе направи голема. Невеста зема богата. И се од тревките. Никој до сега не се пожалил, че царе. Никој. И са, понатаму што ќе биде, Господи. И добро, чекај, бе, да те опитам. Ами ти вакво си родено ли, бе? Али од скоро ти е, а? Не, јас сум родено како што сме родени сите, нели? Е така, како што сам да кажам, јас сум работам во фурна, кафа, и ме викат лебарче, ме викат. Како ти га?
Фурнаджиче. И откаде сега лебарчето да биде треварче? Откаде де? Откаде? Така е сега, ја ви кажав, пред ја ви кажав дека, ете така, шо откаде? Шо? Шо не шо? Те слушам цело време како зборуваш, бе, човече. И мислиш, што ти сакам да те слушам? До тука ми е дојдено веќе од такви како тебе. Ама ете, морам. Маката ме натера. Та Белки ќе биде нешто од тебе. Слушај, ај доста зборваше, ај оди види ја ќерка ми троа. Ај. Уште еден ли, татко? Уште еден ќерко. Ишала, ейвала, како мирисаш, машала. Еве, царе, ова тревка е илјад за цецка. Та сама ми кажа да. И како? Што како? Како? Прво ќе почне да пие по една капка, а после ќе пие по една чаша? Не, по една лажица, 3 пати по една лажица на ден ќе пие. И ќе заврши демек со чаша. Не, лажица. А ти знаеш што? Ти ќе завршиш во апсана. А бре, треварче, лебарче, фурнаджиче. Ами, јас толкува време сум над главата над детето мое, со сите тревари. Те јас полека тревар ќе станам. Знаеш што правиш бе ти? Ова е отровна тревка, отровна! Кај што детето е болно, па уште од ова да пие и да се отруе, абе ти детето сакаш да ми го отруеш, бре. Ама честни царе, немој. Така, тревата, еве, сама ми Што бе, ти чучка? Не, ми шепоти. Ми шепоти, вели, јас тревката ќе излечи. Не ме пикај апсана. Не, ти ќојш апсана сега за ова работа, а утре јас тебе убаво ќе те сослушам да видам за ошто сакаш ти со оваа тревка да лечиш ќерка ми со отров. Страда! Носи го! Ама, ти царе, ами ти... Ајде, не сакам пујте да те гледам. Да не сакаш нешто, ќерко, а? Знаеш што сакам, татко? Кисела зелка сакам да си каснам. Ајде, ќе му кажам јас на слугата, нека ти донесе една кисела зелка да си каснеш и една чаша расолница сетна да си испиеш. Ќе си касне зелка. А го виде овој треварчето. Шала е вала како мирисала, машала. Слушај, што да му направам јас? Пушти го, нека си оди. Сгрешил човекот. Добро. Арно велиш, ама пред да го пуштам, прво ќе го распрашам за ошто сакаше да ми те отруе. Та беше отровна тревка. Ајде, јас ќе одам, а за ова убаво рече ти. Една кисела зелка да каснеш. Ама и од мене една чаша расолница да си испиеш за да... Ајде, си имам јас работа. Ајде, ќе одам така. Ти си каснам, татко. Шо са? Те слушам и ништо не можам да те разберам. А си реков, за еден ден се ќе разберам. Ама ништо. Од кога ме фрли апсана четете царе, јас мислав. Многу мислев, јас си мислам, вака било така. Сега, не знам да ви кажам, царе, дали го викнавте екимот од моето место, може би, тојте ви ќе ви кажу тие, може јас грешам, не знам, не. Чекај бе, дете. Сакав да бидам справедлив. Јадно. Затоа и порачав да дојде екимот. И тој е тука. Сега ќе дојде. Ајде.
Ај, викни го Екимов, нека дојде. Повели честити царе. Слушај сега Екимбаши. Бујру. Ти ова, чуешенце, го знаеш или не го знаеш? Ова. Ај, види го, пули го. Ова. Пули го. Ова е фурнаджиче. Шо леле? Не леле кај, фурнаджиче. Лебарче. Лебарче. Калфа кај. Точно. Како? Кажи Да. Па, ете, го знам, таму сум го видел, јас честити царе. Шо сега? Шо са вака. Шо сега? Еден ден Кажи. дојде, донесе едно лепче замесено. Тој да му го испечам јас во фурната. Точно. Ама, јас не знам, се заматкав лево, десно и лепчето негово прегоре. Прегоре лепчето негово. И сега јас му дадов друго лепче, исто тако друго лепче. И неговото лепче јас го изедов. Како го изедов јас неговото лепче? Почнав да ги слушам тревките. И са си мислам. Што си мислам? Си мислам... Што си мислиш? Да не имаш клано нешто во лепчето ти. Честити царе, го слушам и сега гледам каква била работа. Па тој ми го зел лебото од устата, честити царе. Кажете увода разбирам. Ама прегорено беше, како не бе Полека, бе, дете, полека. Прегорено, не прегорено, ама лепчето јас си го замесив. И внатре му ставив една трева, од која што требаше јас потоа да научам да ги слушам и да ги разбирам другите треви. Разбираш? А тој ми го изел лепчето. Ама јас Јас ја барам таа трева, потоа сакам да си замесам друго лепче. Барај ваму, барај таму, нигде тревка нема. Разбираш, честити царе, многу тешко ми беше. Абе, честити царе, Полека. Ама јас од кај Не можам да ве разберам сега. Еден по еден го кажувате. Ај, почни ти, па сетне ти да продолжиш, да можам да ве разберам. Еве, бака, честити царе. Јас имам едно... Така се... Јас му го дадов тоа замесено лепче. И му викам, види, наđiće, лебарчиće, лепчиće. Се разбрав јас. Ама ќе ве пуштам обајцата. Денеска сум на кејф. Јако ти сакаше со ова, со отровната тревка, да ми ја лекуваш ќерката. Абе, пред да заминам, честити царе, сакам да ве прашам, како е ќерка ми? Како е? Оздраве. Стана ли на нозе? Се подопра и добра е, уште не е крената на нозе, ама иншала. Иншала е вала, машала. Те се крени на нога. Добро е. Од што се оправи? За тревки не сакам да ми спомниш. Ајде те молам. Работата ќе ви кажам што била. Што била? Се оправи од кисела зелка, од расолна. Од расолна. И текна една расолна зелка да касне и дадовме и лека полека ја изеда расолната и се оправи. Значи леко бил пет пари, само требало човек да го знае. Да ве прашам, честити царе, да ја видам јас таа зелката, ако... Што ја видиш, лека полека ќерка ми се изеде целата зелка. Остана саде кочано. Кочано? Кочано, ако... Кочано те важи. Кажи му на овој слугата твој, на овој стражарот, нека го тој си кочанот, да го видам јас кочанот. Донеси го качанот. Ајде, донеси го кочанот. И уште нешто, честити царе, јас сакам да кажам како постареким. Јас сакам да го тужам. Сакам да ме Сакам да ми го зема лебото Не видува таа работа. Сега ќе ви ти кажам една што е рекол народот. Што рекол? Не за кого е речено, ами за кого е печено. Ама го препечено, јас сакам да му... Еве го кочанот. Кочанот. Лепа зелка. Расолна. Кажа нешто кочанот.
Види, види, види. Царе, види. Zmiće! Zmiлче, машала. Како? Поцрнело бе. Ами, Боже да ти кажам за чести савет. Ова Zmiлче, додека зелката си растела, си виткала лист по лист, нели? Така си врзувала. Лист по лист. Вързи, лист по лист. Така. И влегнало Zmiлчето во зелката и останало таму. Видело, не видело, пуштило отров во зелката. Отров, царе, отров. Од тој отров, од Zmiлчето, вашата ќерка честити царе оздраве. Таа тревка што јас сакав да ви ја дадам, го има истиот отров што го имаше во зелката. Истина бе? Да. Вала. Така ќе да е хлебарче, како ти вика. Фурнаджиче. Јас сум решил сега вака. Вас двајцата ќе ве оставам тука кај мене на дворецо. Да бидете екими. Ти ќе бидеш главниот еким, а ти ќе му бидеш помошнико. А, видува ли, а? Не ми на вакво екимче. Бидува. Ќе му бидам помош. Бидува. А, така, бре.